Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Американскиот председател пред голем политички предизвик. Барак Обама денес ќе изнесе како планира да го намали огромниот буџетски дефицит, за кој Белата куќа наведува дека се заканува на економскиот опоравок и растеж. Што на ова ќе кажат републиканците? Со тоа го започнуваме прегледот вести. Обама вети дека ќе се справи со дефицитот и националниот долг од 14 трилиони долари, што продолжува да се зголемува, но комплетната стратегија допрва треба да биде обелоденета. Владени лица сугерираат дека Обама ќе предложи реформа на скапите фондови за постарите лица, сиромашните и пензионираните. Има најави дека ќе дозволи да истечат сегашните даночни влеснувања, за да може да собере повеќе средства од даноците. Председателот на представничкиот дом, републиканецот Џон Бејнер, изјави дека зголемувањето на даноците би било неприфатливо и лош почеток на меѓупартиските преговори за буџетот. Неодамнешните востанија и немири на Блискиот исток покажуваат дека регионот се наоѓа среде вистинска можност за трајни промени. Вака смета американската државна секретарка Хилари Клинтон, која на форум во Вашингтон рече дека владата на Обама го менува пристапот кон овој дел од светот за повеќе да се фокусира на народот, а помалку на раководствата. Клинтон сепак истакна дека американската реакција на демократските движења на Блискиот исток ќе варира зависно од посебните околности во секоја земја. Огромни количини на отпад од урнатините од крајбрежните градови во Јапонија, погодени од неодамнешното цунами, се шират во водите на Тихиот океан. Научници од Универзитетот Хаваи предвидуваат дека првиот бран на градежен материјал, автомобили, дрва, па дури и апарати за домаќинство, ќе се појави на Хаваите за околу 2, а во Калифорнија за околу 3 години. Сенаторите Џон Кери и Џон Маккейн, поранешни председателски кандидати од Демократската и Републиканската партија, предложија нов закон за заштита на приватноста на лицата кои користат интернет во САД. Корисниците би имале право да побараат компаниите како Google и Amazon да не ги следат, чуваат или споделуваат со трета страна нивните лични податоци. Компаниите ќе мора да обелоденат кои лични податоци ги собрале и зошто и како ги користат. И за крај од светот на шоу-бизнисот, познатата американска ТВ водителка Опра Винфри најави истакнати личности како гости на незината последна емисија на 25 мај по 25 години емитување. Меѓу нив председателот Барак Обама и сопругата Мишел. Астрономски цени за рекламирањето во последната емисија. Спот од 30 секунди чини $1 милион. Во продолжение на Newsflash, глобалната економија добива на сила, но Меѓународниот монетарен фонд анализира дека задолженоста на одредени европски земји, инфлацијата во земјите во развој, растот на нафтените цени и немирите на Блискиот исток се закануваат на економскиот опоравок. 2 години по глобалната економска криза, Меѓународниот монетарен фонд дава податок дека светската економија продолжува да се шири и проценува растеж од 4,5% во 2011 и 2012. Па сепак главниот економист на фондот Оливер Бланшар укажува дека позитивните бројки воедно кријат голема неравнотежа. Доколку ги погледнете деталите, ќе видите дека за развиените економии предвидуваме само 2,5% за обете години, додека за земјите во развој 6,5%. Економијата во подем, Кина, предводи со раст од 9,6%, пошто следи Индија со нешто над 8%. Бланшар наведува дека на пазарите во развој им се заканува пукање на економскиот балон и високата инфлација, додека кај развиените забавениот развој може да резултира во голема невработеност. For the recovery to be sustained, advanced countries За да продолжи опоравокот, развиените економии мора да постигнат фискална консолидација. За да се одржи растежот, треба да се подпираат на се поголемата побарувачка однадвор. Симетрично, економиите во развој мора се помалку да се подпираат на надворешната побарувачка, а се повеќе на домашната. Економистите предупредуваат дека најголемите закани по глобалната економија се немирите на Блискиот исток и наглиот скок на нафтените цени. Дополнителна компликација е катастрофалниот земјотрес во Јапонија.
Американските власти ги зајакнуваат мерките за безбедност на храната. Оделот за земјоделство представи нови регулативи со кои компаниите од месната индустрија не може да ги испорачаат продуктите се додека владините инспектори не добијат резултати од бактериолошкото тестирање. Американскиот центар за контрола и превенција на болести проценува дека 1 на секои 6 американци се разболува поради контаминирана храна, а од истата причина годишно умираат 5000. Поради труење со бактерии како Ешерија коли или салмонела, изминативе неколку години од продажба беа повлечени огромни количини на мелено говедско месо, спанаќ, домати и јајца. Роберт Бракет е аналитичар на прехранбената индустрија. Луѓето се вознемирени кога ќе се појави труење и нормално сакаат прехранбената индустрија да стори нешто. Оделот за земјоделство воведе поостри мерки за троените продукти да се држат надвор од циклусот на храната. Месните производи нема да бидат достапни до потрошувачите од 24 до 48 часа, се додека владините инспектори не ги прегледаат резултатите од бактериолошкото тестирање. Владини лица веруваат дека доколку новите регулативи биле применети пред 2 години, ќе се спречеле над 44 масовни повлекувања на прехранбени производи. Тоа значи не само подобро здравје, туку и спречување на непотребни трошоци за санирање на последиците. Активистите за побезбедна храна велат дека американскиот систем е поефикасен откако председателот Барак Обама минатиот јануари го потпиша актот за модернизација на безбедноста на храната. Ова е прв закон од оваа област во последните 70 години. Тој налага компаниите да ја спречат контаминацијата преку почести инспекции на објектите за преработка на храната и ги принудува компаниите да ги отповикаат за троените продукти. А утре извор на електрична енергија, но и ризик. По хаваријата во Јапонија, безбедноста на нуклеарките приоритет број 1. Гледате утре во Newsflash. Моќна, но и кобна, јапонската нуклеарна криза ја засили меѓународната загриженост за атомската енергија. Гледајте утре во Newsflash. Од студиото во Вашингтон, ова беше гласот на Америка на македонски и ТВ журналот Newsflash. Јас сум Ивлија Велковска. А за најново од сат и светот појдете на гласнааmerika.com. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер и гледајте ни утре.